Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва ја продолжувам, ајде не речам на виката од последниве денови, да поканувам како гости луѓе кои што се и тоа како познати во јавниот живот во Македонија, но во емисијата од X причини или воопшто не биле или биле многу ретко ги немало одамна. Вечерашниот гостин е мој колега, новинар кој што подолго време беше во условно кажано самоизолација, но полека се враќа на сцената. Да го опишам со 3 збора му доаѓа, најпознатиот македонски конзервативец господинот Цветен Чилиманов. Добра вечер. Добар вечер, благодарам за поканата. Да. Имаме многу интересни теми за разговор со Чилиманов, но за почеток би ве замолил да проследиме заедно едно кратко спортско видео, режија ако може да го пуштите. Here he goes. First attempt at a new world record, 6:28. Mondo Duplantis. Oh, he's got it! First time, there you are! Да. Ова што го проследивте, почитувани гледачи, првиот дел од видеото е скокот на големиот Арман Дуплантис, кој што повторно постави светски рекорд во скок во височина 6:28, чинам самиот ги надминува сите можни рекорди, а тоа што го видовте понатаму, ние огромни маси луѓе на некакви плоштади, ако не се лажам, во Јемен и во кафулиња во Ирак се луѓе кои што прославуваат. Меѓутоа, веројатно можете и сами да погодувате, не го прославуваат скокот на Дуплантис, не беше ни светско првенство во фудбал, некој финале на Лига на шампиони, туку се прославува ракетите кои што паѓаат на Израел. Не мислам да морализирам во оваа емисија воопшто, ниту па да заземам некаква страна. Факт е дека војната која што ја започна Израел со Иран целосно ги променува правилата на игра, веројатно на Блискиот Исток се приближуваме до точка која што може да биде многу опасна, некои се плашат од огромен регионален конфликт кој што потоа би се проширил на секаде низ светот. Меѓутоа, како дојдовме во ситуација кога луѓе седат на плоштади пред големи екрани и не гледаат спортски настани, се радуваат, туку гледаат како паѓаат ракети. Во случајов врз Израел, врз Телавив, каде што гинат луѓе. Истото се однесува и од другата страна, и во Техеран гинат луѓе, како што гинат луѓе и во Палестина, односно во Газа, и во Либан, и претходно во Сирија и така натаму. Овој морален пат кој што оди заедно со технолошкиот напредок на вистина ме става под едно прашање што поѓаволите се случува со сите нас. Имам впечаток дека ова е 1938 година, знаете, она последна година пред Втората светска војна. Многу би сакал да грешам, меѓутоа наистина мислам дека влегуваме во една фаза кога страстите на сите страни се крајно завриени и може би се надевам дека грешам, доаѓаме до моментот кога светот повторно ќе го зафати целосно лудило. За оваа тема се разбира повеќе ќе разговарам утре со моите утрешни гости, меѓутоа секако ќе го искористиме и големото знаење и искуство на Чилиманов за овие прашања. Ви изненади ли, господин Чилиманов, она што никој не веруваше дека ќе се случи, Израел да се осмели да удри директно на Иран? До сега удираше на сите негови проксија во регионот, меѓутоа директно на Иран, директно на Техеран, со софистицирани, би рекол, методи на војување, во кои што беа изубиени, речиси во првите моменти 20 на највисоки личности на иранскиот естаблишмент, особено воен, и сето ова што следува. Ве изненади, очекувавте ваква нешто? Па ја искрено сум слушал за овие најави дека
Израел и Соединетите Американски држави во некој момент ќе го нападнат Иран, ќе извршат напад врз Иран, тоа веќе со децении го слушаме, така да не е нешто Го слушавме, но се случи. Не, да, имаше и песна нели на времето, значи Џон Маккејн ја пееше ќе го бомбардираме Иран, Маккејн сега починат, значи тоа беше некаде 2008 година, ако не се лажам, за председателските избори, значи 20 години веќе најмалку, нели. Живееме со таа најава дека САД и Израел нема да дозволат Иран да развие нуклеарна програма. Иран за возврат пак програмата ја развива во бункери длабоко под планини, длабоко под земја, значи главниот бункер се уште не е нападнат во Ком. Да. Се смета дека е екстремно ниво на утврденост под планина, значи длабоко без никакви шанси да се уништи, дури ни со оружјето Израел што ги има туку, дека би требало САД директно да интервенираат. Ова е тој момент круцијален, бидејќи Нетањаху веќе повикува отворено САД да влезе во војната на нивна страна. Веројатно главната причина е токму тоа. Не поседуваат израелците очигледно се уште такви ракети кои што можат да пробијат длабоко под земјата и да ги уништат тие центрифуги кои што велат дека развиваат нуклеарно оружје. Да, очигледно дека моментално фазата е дека Израел очекува, се надева, бара по некој нели скришни ми веќе договорено со председателот Трамп, тој да интервенира во нивна полза. Дали можеби тоа ќе биде како резултат точно на овие сцени што ги гледавме сега, дека Израел трпи удари одредени, секако некако колку Иран. Но трпи. Тел Авив е погоден со повеќе ракети, да? Десетици загинати, стотици повредени, значи без проблем можат да погодат од згради до рафинерија, до не знам, противракетни системи, значи во таа борба иранците очигледно се доволно технолошки напредни од, не знам, од 10-20 проектили да погодат израелска противракетна батерија, така да нивниот број е ограничен, значи нивниот број е лимитиран. Така да, во моментов може да се случи, нели, да видиме ситуација во која што Израел токму поради тоа што трпи удари, поради тоа што е притиснат во момент и без, нели, покрај тоа што јасно е дека тие испровоцира војната, дека тие почнаа војната, дека поради, не знам, некој притисок на цивилни жртви, поради можеби Иран да изврши дури нуклеарна проба се предпоставува дека можно веќе да имаат готова атомска бомба која што би ја детонирала, нели, на своја територија, не како тест, кон Израел, но дека нешто такво би можело да послужи како провокација, како притисок кон Трамп да сепак да интервенира. Од друга страна, нели, човекот дојде на власт. Тоа е главното прашање. Трамп дојде на власт со тврдо ветување дека ќе запре војната во Украина и дека при тоа за Иран имаше најави дека ќе може да го нападне, не даде толку цврсто ветување, но атмосферата во гласачкото тело негова е таква да, освен за Украина, се многу строго против нови дополнителни војни на Блискиот Исток. Ке ме представи како конзервативец на времето, познато беше дека конзервативците беа, кога се градеше, да речеме, дури во Македонија ова модерно конзервативно движење, тоа беше во периодот на кога Буш беше на власт во САД, и тогаш да си конзервативец значеше дека поддржуваш војна во Блискиот Исток, со тоа што, нели, војната, нели, нема да биде за нафта, нема да биде за етнички, верски причини, фаворизирање на суните против шиитите или, не знам, евреите против муслиманите општо, туку дека војната да се реформираат, трансформираат тие општества, да се ослободат жените до некоја, не знам, разумно ниво, колку што може да се постигне како во Турција, например, да им се даде право на глас, не само на жените, таму и мажите во голем број од државите, нели, воопшто граѓаните немаат право на глас, тоа се деспотски монархии, добар дел од нив, да се обезбеди некој вид на толеранција, па и за христијаните, за евреите тешко, нели, у догледно време тоа да се постигне, но еве, барем кон етничките малцинства во тие држави кои што сега пак муслимани, но не се од мнозинската заедница. Значи, јасно, но ништо од тоа не се случи објективно. Афганистан како пример, Ирак се најдобри екземплари за тоа што какви последици има. Не само што не се случи, туку стана положено. Максимално се вложи во тој обид, во таа операција, че целиот кредит што САД го ужива и на глобално ниво после 11 септември, што Буш го уживаше
на домашен терен како политичар кој што исто ветуваше дека нема да почнува војни, а дека неговиот фокус во изборите бил Мексико, Кина, трговија, такви работи. За одеднаш, нели, поради тој напад, кредитот што ги имаше и дома и надвор да го употреби за катастрофални војни, во кои што сад се покажа дека не можат ништо да испорачаат од овие резултати. Поради тоа, атмосферата во гласачкото тело на Трамп е апсолутно против војни на Блискиот Исток. Дури некои од главните поддржувачи на војната во Ирак, кои што беа десничари тогаш, конзервативци, како Бил Кристал, например, сега се гласни поддржувачи на левицата, на Демократската партија, големи противници на Трамп. Така. Една година подоцна, еве, откако, нема една година, што зборувам, неколку месеци откако Трамп ја преземе повтор пат претседателската функција во САД, тој и натаму ги изненадува сите со многобройни постапки, тоа дека тој има еден екстравагантен начин на однесување, тоа не е нешто што ги чуди луѓето, тоа е така. Меѓутоа, многу е тешко и тоа очигледно и Европа го чувствува да се најде она што го нарекуваме народски кажано НЗС со него. Вие не знаете просто на што сте со него денес, а што ќе биде утре. Оваа политика може да обстои цел еден мандат да издржи или мора да се појави некој конкретен фокус, да се пронајде нешто, некаква колку толку очекуваност во неговите потези или ќе остане вака постојано? И поголем проблем беше минатиот пат, ајде, тоа што е лично непредвидлив, ќе види нешто на телевизија, некој твит што не му се допаѓа, па ќе сврти страна, и Сјулон, нели се испокара. Да. Поголем проблем минатиот пат беше што немаше тим околу него. Се покажа дека луѓето околу него кои што беа, веќе тој прв пат влезе во републиканската партија. Практично работеа против него, да. Да. Кои напишаа книги против него, јавно, мислам, после мандатот, значи во текот на мандатот работела скришно против него. Тие пак што му беа верни во голема мера добиваа кривични пријави за банални работи, тужби, банкротира, по затвори се влечка. Така да многу лошо поминаа како гарнитура. Овој пат делува многу поспремно, многу посериозно. Еве, и Илон и голем број други милиардери, максимално нели етаблирани луѓе во општеството кои што се на негова страна. Сега нели конфликтот меѓу нив избива по повеќе точки, значи дали колку агресивно да се оди со протерување мигранти, нели крилото на Бенон сака сите да ги избрка и на Стивен Милер. Илон Маск сакаше сепак некој да остане, па дури да се привлечат нови инженери, нели така, технички. Квалитетни имигранти. Да. Сега ова со Израел ќе биде огромна друга тема за конфликт. Еве, за Украина се генерално нема некој, да речеме, херетич крилото е против, сака да истрае, нели, Америка да продолжи да помага Украина, но не се нешто претерано гласни по тоа прашање, бидејќи пак 10 други работи што им се поважни под домашната агенда им се реализираат. Ова со Израел ќе биде навистина сериозен лом. Па дури нели се очекуваше на некој начин дека и ќе се соочи со разни сопки. Дали ковид минатиот пат, дали берзите ќе паднат. Еве, берзите гледаме го преживеа тој хаос на неговото ератично однесување, значи воведувам царину, кинувам царину, се покажа дека берзите сватија дека сепак нели економските основи се стабилни, дека отпорни станаа, да. Но ова прашање, значи голем дел од луѓето околу него се декларирани силни поддржувачи на Израел, голем дел сепак не смееме никако да се вплеткаме во нови конфликти на Блискиот Исток и сега Израел го става пред свршен чин. Нели, прашање колку било договорено, колку не било. Па добро, излезе дека и тоа како знаеле, иако тврдат дека не знаат, впрочем се сомневам дека Нетањаху би направил било каков потек од вакви размери, без да во најмала рака да информира на време, но ќе покаже времето. Она што мене ме интересира во овој момент е Трамп очигледно доби во наследство повеќе жешки костени од демократите. Тие оставија една состојба во која што не му оди воопшто во прилог на него и на неговите интенции како да ја промени Америка, како да ја врати во некој друг поинакви основи. За дел од нив веројатно и самиот е крив. Неспорно, едноставно прави потези кои што знаат да бидат многу чудни. И сега во вакви со валку оставени жешки костени од демократите и со сопствените грешки,
Па меѓу другото ќе го земеме и ова со Илон Маск, затоа што Илон Маск не е било кој, тој е најбогатиот човек на светот. Иако е сепак персона, не представува партија. Макар што нешто најави дека ќе формира некоја своја, нешто свое ќе направи. Точно, нешто па сега се извинува. Па сега се извинува, да сепак свати дека шефот е еден, не е тој. Меѓутоа, ќе може ли Трамп да се носи, сега ова се разбира субјективно мислење ваше, но сакам да го чујам, да се носи со сите овие препреки што му стојат на патот. Макар еве и да има поддршка многу поголема од претходниот пат, затоа што Европа воопшто не го милува, да употребам некој збор. И фактот дека тие во ништо не се согласуваат со него, освен можеби Орбан и Фицо и уште два тројца. И Мелони и Но Мелони е внимателна, сепак. Добро. Многу се повнимателни во тој. Бројот на држави кои што се трампистични во моментот во Европа воопшто не е за занемарување. Но не е Франција, не е Германија, не е Британија. Франција треба да кој дозволат на Франција да гласа. Ако дозволат да гласа. Тоа е веќе друг момент. Нели, тогаш ќе видиме. Најголема партија без конкуренција во Франција е доста трампистична партија. Тоа е на господјата Лепен, да. Но ќе успеат ли да ја наметнат својата агенда, условно кажам, на конзервативците преку Трамп? Затоа што кога големата сила се менува, очекувања и другите полека или порано или после да го прифатат тоа, но отпорот е евидентен. Не сакаат да прифатат, очигледно не сакаат. Неговите политики ги гледаат како нешто што е за нив надвор од логиката. Види, од една страна видовме дека Трамп воопшто не успеа да повлече конзервативни лидери во овие првите избори што се случија по неговиот избор. Сега, во голема мерка тоа беа специјални случаи, например Канада има некој анимозитет кон Америка, посебно тие изјави што Трамп ги даваше дека ќе анектира Канада. И буквално ги врати во живот либералите. Австралија исто има одреден анимозитет таков во англосферата. Кој беа потоа? Германија во ред направија сериозен обид, напор да ја повлечат АФД. Да. И добро, успеа доста, но не победија. Сепак, тоа е Германија, каде што било изложена на многу сериозно програмирање после Втора светска војна јавноста и економските, демографските промени не се толку критични за да се прекрши тој момент на сепак имаат огромна средна класа, сепак се се уште е богата Германија. Не можеш да ги натераш да гласаат сепак за радикална партија која што најавува неизвестност. Романија, да речеме, изгледот на изборите, прво им ги поништи изборите, кандидатот им го смени. Пристапот до медиумите беше многу проблематичен. На крај унгарското малцинство се очекуваше дека можеби Орбан ќе може да ги натера да гласаат за трампистичниот кандидат, ама пак тој беше деклариран противник на унгарците, давал доста шовинистички изјави за унгарците. Еве да речеме тоа е нека специфична ситуација. Во Полска победи трампистичниот кандидат, да речеме, во Австрија победи, но не му дозволуваат да формира влада. И сега ќе чекаме Холандија следниот чекор, дали да речеме Вилдерс партијата ќе добија подобар резултат, која што ја сега распиши избори. Очигледно се чувствуваат комотно доволно да ја отфрлат таа поумерената партија што има во коалиција и да се обидат еве десницата да дојде на власт во уште една голема европска држава без компромиси, без да биде врзана со некоја умерена партија што ќе ги кочи. И сега, например, ако ги имаме Италија и Холандија, и плюс, нели, види, Полска е преседателски систем, не е преседател од било кој там. Да. Унгарија, Словачка, веќе тоа е така, еден респектабилен број на трампистични лидери. Од друга страна, ти каже, Европа не го милува. Знаеш што се случи всушност? Првиот мандат на Трамп, надворешно политичката екипа на Обама, Бајден, Клинтон, си спосокрија во Стейт Департмент, во Советот за национална безбедност, во Брукингс, во Институтот за мир, во такви институции, по универзитетите, затоа и Харвард го напаѓаат сега, и успеваат дури од внатре да го саботираат. Овој пат, освен што има Трамп сериозна екипа околу него, многу посериозен е во уништување како на изворите на финанси, така и на овие прибежишта на левицата во САД. Значи, USAID го уништи, Стейт Департментот го раштрафуваат во моментов од прво до последно. Многу помалку се зборува, но многу по-сериозен, по-обсежен процес се во прашање. Ги напаѓа универзитетите финансиски, таму се репродуцира таа левичарска владеачка класа во САД. И што направи оваа гарнитура на
левицата. Свесни се дека, например, може би амбасадори се уште може да имаат на нивна страна, ама никој нема да се експонира така јавно како што се експонира против Трамп во првиот мандат, како не знам, амбасадорката во Украина цитира своја политика. Тоа веќе нема да се повтори сигурно. И сега дојде во Европа. Значи ти не можеш да организираш тие конференции во Париз, во Лондон за поддршка на Украина без Америка, со НАТО, значи со генералниот секретар на НАТО и лидерите на Британија, Франција, Германија се собираат, ние ќе идеме во војна, ние ќе вооружуваме Украина без американците. Не може тоа да се случи без сериозна зелено светло и притисок, нели, инсистирање на папочно за нив сврзаните американски надворешно политички функционери од претходната гарнитура со која што очигледно вие европски држави многу и на таму работа, да. Тоа се Блинкен и Клинтон и таа екипа. Така да јасно е дека движењето на отпорот се пресели делумно на улиците, нели, сега со овие расни. Да, гледаме во Лос Анџелес што се случува. За нас тоа е, еве објаснете ми го тоа, не на мене, на публиката. Трамп се обидува да ги отстрани илегалните имигранти. Значи, повторувам, илегалните имигранти од САД. Иако некои од нив... Не, сите си легални. Па се сите. Но таму има луѓе што 20 години илегални имигранти, например. Па тоа е проблемот. Имаат листа, приоритетна листа, на која што ги имаат ставено луѓе кои што се познати криминалци. Од собраќајка до гангстери. Так. И сега за нив никој не се буни у принцип. Но, бидејќи се под силен притисок да има жестоко депортирање, значи сериозни бројки да имаат да испорачаат, бидејќи е популарно за гласачкото тело на Трамп, имаат опфатени луѓе кои што не се гангстери, кои што се, нели, овие денови актуелно почнуваат раци да прават на Home Depot, значи продавница за домашна роба, као Хуба маркет, например, во Америка, каде што се врткаат, нели, мексиканци, хундуранци, да ги ангажираш дома да ти сработат. Да ти сработат, да. Значи гипс картон да ти И тоа се луѓе што се години таму објективно и не прават проблеми. Да. Но да. И се илегални, имаат прекршено закон, немаат папир, ама не се па ни активни криминалци. Ама ги има милиони, тоа е проблемот. Не се тоа 500 луѓе, 2000 луѓе, милиони. Значи Илон Маск, не, Такер мислам неодамно излезе со 50 милиони, ајде сега да не претеруваме, ама... Многу е 50, но милиони се секако. До 20 ваки реални разумни коментатори. Да речеме, има и наши луѓе. Еве ние имаме примери, ќе примаме луѓе, мислам, нели, и потпишавме некој договор дека мора да ги примеме назад. Имаш наши деца отишле work and travel, отишле студираат, ја прекорачил визата. Знаеш. Но тој не е криминалец, добро. Не е криминал, ама види го прекршил законот. Е илегален, е илегално во САД. Така е, тоа е исто така дело. И сеј таков некој ќе фатат и тука има контрареакција. Има една, например, албанска локална советничка во некој град, не ми текнува сава која што, например, моментално така се прави кариера женава и да ќе дојде во низиното мало ги собираат мигрантиве. Не знам, легнува пред камиони, пред джипови, пред автобуси, разни плаче, сцени, да. Доста популарно е, мислам, еден сенатор сега што го апсија точно на таа тема, значи човекот е латиноамериканец, сенатор од Калифорнија, Падилја, направи сцена пред министерката за внатрешни работи практично. Ама и се стрча кон неа. И со обезбедување што да прават, свитка рака на колена, лисици, куфер. Така, но Цветин, што ми е поентата? Се обидува да ги острани илегалните имигранти, особено во Калифорнија, има страшен отпор. Од естаблишментот, не сум сигурен како се однесуваат локалните калифорниски граѓани. Јас зборувам за естаблишментот, излегува сенатор, не гувернерот на Калифорнија, и ми вика немој да ми праќаш ти мене овдека војска или гарда или не знам што, не си ти овдека тој што ќе кажува. Второ, ова со универзитетите, го спомнавме, Харвард се разбира. Харвард има, нели, статус на најдобриот универзитет во светот. И вие велите ќе му ги одземам парите што ги добива Харвард и веднаш кон вас праќаат порака, диктаторот сака да ги укине универзитетските слободи. Да. Колку тоа може да влијае објективно на промена на јавното мислење во САД? Види, не може, веќе абсолвирано тоа прашање, веќе се поларизирани како општество до тоа ниво. Тоа е тоа, поделени се, јасно е се. Се знае, луѓето што иделе во Харвард, се знае 95% се на една страна, политички 5% се на друга. Луѓето кои што имаат некој бизнис, например, ресторан,
Ева, што монтираат гипс, а се државјани, може да си скорешни мигранти, да речеме, но легално да влегла. Се случува дури, например, легални мигранти во висок процент да се против илегални мигранти, се конкуренција. Што е логично. Да. И да не зборуваме за американците кои што се така, со средно работат, порано живеела добро во фабрики, си имала занечиски бизниси своји собствени лични, па и фарми, например, еден од големите критичари на илегалната миграција, потомок на и се уште поседува фарма во Калифорнија и нели во детали опишува како пропаѓа општеството од преголема миграција, од преголема доселување. Така се поларизирани, зависно од тоа каде живее и што работи човекот, во старт знаеш на која страна ќе припадне, дали е за едниви или за другиви, многу е тешко да придобиеш некого повеќе од еднава или од другава страна. Големиот успех на Трамп беше што успеа да придобие латиноамерикански гласачи. Па и афроамериканци, така да нарекуваат. Не толку, но придоби овој пат, но посебно латиноамерикански во овие легалните и они се поделени, види, там има например и градации прават и по боја на кожа. Знаат да се декларираат како бел латино. Потомок на белци, тоа не сум го знал, сега тоа е ново шпански. Да, не, долго време постои. Добро. Значи, еве нели има да речеме по аристократски семејства од Куба дојдени, значи потомци баш на шпанците кои што сакаат да бидат примени во општеството. Не се сметаат за друга раса, дури се сметаат за бела раса како талијаните например. Сега големата борба е меѓу другото од бројот на жители, не државјани во една држава, зависи колку пратенички места ќе има во Конгрес. Имаат направена проценка дека ако успеат да ги елиминираат илегалните мигранти од пописот, еве не мора физички да ги исфрлат, едноставно да не се бројат, некоја ситуација како кај нас, што имавме нели две листи. Тоа Калифорнија нема да биде најбројна? Калифорнија ќе биде најбројна, ама ќе изгуби 10 пратенички места. А моментално Конгресот е на едно место. За 1-2 гласа се... Системот во Америка е малку поинаков од нашиот и тие бројки менуваат многу, апсолутно. Може нема да успее да придобие многу, може би ќе придобие луѓе. Ако обезбеди, например, во голем град, ако успее да обезбеди ред и мир, полициско присуство во градови што се фатени со криминал. Ако покаже сериозен економски раст, ако покаже, например, дека куќите станале поевтини или платите растат побрзо отколку што растат недвижностите, може да придобие и гласачко тело од левицата, од неопределените Трамп. Но еве една од проценките ме дека ако успеат да депортираат доволно луѓе од илегалци, дека може да добијат голем број претенички места, едноставно само што нема да се бројат нели жителите. Како жители, да. Од друга страна имаме ситуација како овој мажот што уби пред некој ден една пратеничка и рани сенатор во Минесота и тоа некако додава ваквите, можеби ова индивидуален чекор, апсолутно човек кој што си имал некакви своји сулуди погледи, па решил да убива, меѓутоа мислам дека и тоа додава одредена уште поголема поделба во општеството. Меѓутоа вие сметате дека и покрај тоа што нам не изгледа, дека сад се во делимично хаотична состојба, всушност работите тамо сепак одат по некој колосек што е прифатлив и сепак рационален. Не, видовме ние шарена револуција како изгледа, знаеме дека нели тие сцени од Калифорнија многу добро изгледаат и за Трамп, затоа и медиумите на Трамп ги пренесуваат. Им даваат одредена поддршка и на левичарите, овој сенаторов Падилја моментално преку ноќ стана, значи кандидат за председател утре за. Не знам дали е роден во Америка, не сум сигурен, можеби и да не биде, но нели, во секој случај му е звезда сега во партијата. Така да на двете страни одговара од да речеме еден мал локализиран протест да направат голема драма. Протестите за USAID што ги правеа, буквално никој не протестираше во Америка, освен Вашингтон кој што живее од за тие пари, мислам. Сами со себе си протестираат прилика. Буквално вработените на USAID и нивната. Мислите дека тоа е завршена приказна дефинитивно за вечни времења што се вели? Ние толку се навикнавме на USAID што ни стана нешто како каде е? Просто ми недостасува каде е USAID. Додека е Трамп на власт, еве не гледам во моментов некој сериозен обид финансиски да се воспостави алтернативен, да речеме, десничарски USAID. Иако, нели баш ние зборувавме, има некои мали обиди, ама не гледам нешто сериозно навистина да застанале на таа линија. Например, тие луѓе им се неупотребливи. Значи, немаат доволно кадри
искусни во менаџирање на такви проекти во странство, имаат дома, имаат доволно партиски организатори на домашен терен, а на дел од нив не им веруваат. Мислам, бидејќи биле активни токму во овој период на Буш. И сега повторно да ги пратиш, нели, да представуваат Америка, еве сега конзервативното лице на Америка, тие пари да им ги дадеш на кадрите од времето на Буш, ризик има некако. Ризично е, да. И не гледаме дека нешто такво прават, додека е Трамп, додека е оваа гарнитура, по се изгледа дека такви обиди Америка со да извезува своја идеологија, нема да гледаме, но и гледаме дека, например, Орбан, имаш домашни движења, мислам, луѓето, не им не треба сега американец да дојде тебе да те организира тука и пари да ти даде, луѓе гледаат како Америка пристапува на тие теми, ги имаат истите теми дома, илегални мигранти, Франција, Германија, Австрија, уште може би на многу повисоко и посериозно ниво поради културолошките проблеми што ги имаат. Ако ништо друго, например, илегалните мигранти во САД се добар дел католички христијани. Да. Овдека се 90% муслимани и тоа од земји кои што со Европа баш и немаат врска. Ајде да се префрлиме малку од Америка, заедно со Америка на Балканот. Една многу интересна информација денеска возбуди доста духови. Поранешниот амбасадор на САД во Србија Кристофер Хил, познат дипломат и тука, долгогодишен дипломат кој што има поменуто навистина сито и решето, вели денеска во едно интервју за Радио Слободна Европа беше што беше, Америка веќе нема да ви ги решава проблемите, ова не се 90-тите, дај почнете сами да решавате проблеми. Морам да признам, многу луѓе се шокирани. Што е сега ова? Америка не остава на цедило, како понатаму? Како не ги решија проблемите, ала разбира. Така, но сега ги изненадија сите кога рекоа па толку беше. Да. А Кристофер Хил не го кажува ова затоа што така му текнал. Ова е нешто друго. Добро, тој беше на некоја позиција дека ќе решава проблеми, дури и Трамп сега скоро даде изјава за Србија, не знам дали го фати тоа, даде изјава дека успел да ги помири Србија и Косово кои што биле на рабна војна првиот него. Садора, малку преувеличува, окей. Тоа му е негов вообичаен. Сега пак ќе ги решил, иако пак имале некои проблеми, сега пак ќе седнал да ги реши во контекст на нели дека Израел треба да постигне некаков договор со Иран, сака да каже, јас сум сепак миротворец, бизнес дил ориентет човек кој што... Па тој рече вчера и дека Иран и Израел ќе постигнат мир веднаш, што е прашање на денови. Па да, види, навистина оптимистички настапим, иако нели има една теорија дека буквално ги завлекували иранците, дека глумели конфликт со Нетанијаху пред бомбардирањето, дека за да ги да ги фатат на спиење што се вели. Но со Балканот ме интересира. Повторно велам, како ги реши, јас се согласувам. Можеме да најдеме стотици мани, меѓутоа се навикневме на идејата САД се гарант на мирот на Балканот, САД се тие кои што сепак ги држат смирените балкански племиња во искараните балкански племиња во некаков си систем да можат да преживуваат едни со други, и кога ваков човек ќе каже, многу ми не вела дали сега влегуваме во нова потенцијална криза, затоа што ако дигнат раце американците, ние не знаеме сами. Ја не би рекол дека решавале проблеми тука, би рекол дека жестоко силно фаворизира една етничка група, еден народ, албанците во регионов, што некои моменти може би беше оправдано, да речеме во Косово, дискутабилно, може би, предизвика и многу проблеми, потоа дополнителни војни, откако нели албанците осетија дека имаат таков грб, па нели ја нападна Македонија, па продолжија војната кон Србија, пак ја знаеме историјата на Балканот, не е спорно. Така да сега, нели, ако се тргне тоа што САД, да речеме, фаворизира една група во регионов против неколку други, дали тоа ќе доведе до војна, не знам. Дали ќе доведе до конфликт, не мора да значи, не мора автоматски да значи дека сега пак Србија ќе рече во ред ајде да ги нападнеме. Јасно ми. Но факт е дека ние имаме неколку жаришта условно, не условно, туку реално кажано, кои што постојано се кај нас е потребно 10 минути за да се разгорат страстите. Едно погрешно убиство, сите убиства се погрешни, меѓутоа едно на национална линија, една погрешна ситуација и нас толку ни треба. И кога го имаш оној момент дека американците не сакаат, прашањето ми е дали на вистина ќе се повлечат или сепак ќе стојат и ќе внимаваат, или на вистина толку се заглавени со Украина, со Израел, со Кина, каде што им се нивните главни фокуси, што овдека на вистина ќе дигнат. До Украина. Во моментов се уште номинално нели САД го контролираат регионот, доколку евентуално нели САД Трамп преговара и со Русија.
Да. Сега ќе видиме каков договор би се постигнал тука. Русите велат дека првпат почувствувале од американска страна дека навистина сакаат соработка. Се ова е Тоа го кажува, мислам, Трамп и неговото гласачко тело е решено на таа страна и Трамп са нели. Може би го завлекува и Путин, како што го завлекувал Нетањаху. Но доколку, например, дел од тој договор биде навистина повлекување на американски сили од Романија, од Полска, од Балтичките држави, од Бонстил, тоа секако ќе биде сватено дека еве го препуштија Балканот на, ако не на Русија, барем некој вид на подолба на контролата или да речеме некакви права има Русија во низините политички односи. А каде е Европа во целата приказна? Ма не постои Европа. Па добро, ова е тешко кога ќе се каже, меѓутоа тоа е тоа. Европската унија настапува од позиција. Има Британија до некаде. Британија до некаде има, друго нема во Европа. Има другата американска гарнитура која што работи преку европските лидери, преку Стармер, преку Макрон, преку Мерц. Добро, но вака кога го кажувате ово отворено, колку и да звучи сурово, ја става позицијата на Европската унија практично на позиција на второкласна сила. Не на првокласна како што би сакала да биде, туку буквално второкласна. Кој што не може во собствениот двор да ги реши проблемите. Не, економски е фактор, економски може да те крене, може да затоа што да, ако сака може. Спорно, да. А политички, геополитички, британците до некаде, французите да речеме во специфични ситуации, Северна Африка, Па ги избрка и од таму. Па да, добро, во ред, барем војуваат, мислам, барем пружаат некаков отпор, бранат некаква империја. Британците сега дури се откажуваат и од тие островчиња што има станава неколку. Ке биде, дури да не биде договор со Украина, неле, мирот со Русија доколку биде постигнат, да не има клаузула во ред Балтикот имате 30%, не знам, во Естонија колку сте етнички руси, толку посто влијание ќе имате. Договор да користат руски јазик, политички да се активни, например. Во Русија, која што е да речеме Србија, која што е православна, словенски имате 50% да речеме влијание. Дури да нема таков некој договор, види, ние ќе имаме, еве спомнавме со Северна Африка, ние ќе имаме десетици илјади војници од двете страни, и руси и украинци, кои што треба да прават нешто. Како што видовме, ние сучека после војната нема тие да се вратат после на нива да работат. Да, или во фабрика. Да. Тие ќе се нудат. Цели бригади ќе се нудат. Разни вагнеровци ќе се појават без проблеми. Да. И кај сме сега во таа работа ние? Македонија има конзервативна влада, ајде да речеме конзервативна влада, која што се осмели меѓу првите отворено да застане на страната на Трамп, уште кога беа пред изборието и во изборната кампања, што беше опасно според мене. Меѓутоа направивме таков потек и потоа, нели, средби со станоци на повисоко ниво кои што вообичаено ги немавме. Сега па многумина од тоа очекуваат не знам што, дека Трамп ќе дојде овдека и ќе ни дели нас бомбони. Нема да се случи тоа 1,000,000%. Меѓутоа не стави во една специфична ситуација. Од една страна односите со САД ги засиливме, од друга страна еве нема да речам со Европа, меѓутоа со старата Европа, која што се уште лавира со оние претходни сили во САД, ако не ги заостривме односите, не стави во една ситуација така малку на недоверба. И така имаме еден куп проблеми. Бугарите не блокираат, ќе дојдеме на тоа прашање, се разбира. Во Европската унија не можеме заман ни преговори да почнеме да стартуваме. И сега, кога сме ставени во таа ситуација меѓу САД и интересите на САД и нивните поддржувачи и на овие од старата Европа, дали сме ние фрагилни повеќе од вообичаено? Види, таков е светот, таков е регионот, мислам, гледаш какви ракети паѓаат на Тел Авив, мислам, се глупо е ние да зборуваме за фрагилност тука во регионот. Нели во НАТО сме така? Да, во НАТО ќе не брани, нели така, да. Како што кажа, нели, беше навистина сериозен чекор потек тоа што владата на премиерот Мицковски се декларираше така силно цврсто за администрацијата на Трамп. Практично нели добива одредени пораки, закани од ова шареново левово крило во Македонија дека ќе видите вие сега Европа кога ќе надвладе Трамп, кога ќе умре, некој му кажува ќе умре кај да е, добро? Да, имаше такви изјави. Смешно е да се збори за тоа. Па ќе падне, не буквално му вика. Па се случува 80 години има човек од рече си, се бива, ама тоа да го очекуваш, да. Тоа е на влажниот сон, нели, навистина беше интересно. Ние
сведоци сме дека два пати демократската дипломатска гарнитура во САД руши влада на ВМРО ДПМН. Еден премиер нели мораше да вади бугарски пасош, се декларира буквално како застапник на друга држава за да го остават на рад. Практично не отиде во азил, но практично доби азил во Македонија. Липчо И Георгиевски се политички развива, добра добро? работува. Така другиот премиер нели мораше да бара азил. Тоа е се од интервенции од САД да се сруши македонската влада во моментите кога ќе дојде нели суверенистичка влада која што држи до македонските национални интереси. Така да тоа мислам дека немаме што да изгубиме. Мислам јасно е дека едната гарнитура во САД докажано веќе интервенира, знае кој сака да биде тука на власт и идеолошки и етнички. Така. И се одбрале своји луѓе. Тука и тоа е тоа, мислам, нема што да. И тие немаат проблем со тоа. Се докажа дека тоа не тие е многие проблем, тука да. немаат никаков проблем. Не, они прават некои такви манипулации. Па добро, името ни се смени во време на Трамп, кој да знае што Трамп, нели? Цела операција за рушење на Груевски промена на името почнува од Бајден, Клинтон, Обама. Технички, номинално се случува, нели, во мандатот на Трамп и знаеш сега Практично остана костенат. во време и кога прашање дали Трамп колку реално беше на власт во првиот мандат или како што номинално нели војната 2001 се случи во мандатот на Буш, на целата подготовка, целата балканска интервенција на Беше на Клинтон, да. САД беше на Клинтон и САД, не бидеме технички се случува првите месеци на Буш. Така, сакам да кажам, во овој момент контекстот е таков, САД се доминантни, па нема да има проблем, условно кажано. Меѓутоа, ќе поминат 2, 4, 6 години. Можеме повторно да видиме сведоци на... Види, ние сме Ајде многу малку да ве ослободиме од вашата сувереност. Да, тоа види, тоа е фикс, тоа е неминовно, мислам, тоа ние сме го виделе веќе многу пати. Можеби некаква физичка безбедност, но без суверенитет, субјективитет, идентитет. Тоа беше до на крај, нели, дуи практично да е владеачка партија во Македонија, мислам во ред. Физички ќе постоиш како држава, ќе имаш некој геометриски символ како знаме, некаква химна можеби без зборови до тогаш, грб од минатото не смееш да го Тоа ќе ти смениш. биде доволно. Да, ќе се дозира која песна смее да се пее случајно ако дадат гол нашиве на нека. Значи, ако Добро, сакаш ова така да живееш во ред, мислам, ако тоа живеат, тоа ќе имаш, држава. Со наводници држава. Па во тешки наводници, апсолутно. Да. Така да тоа ти го нудат други. Јас мислам дека сме многу пофрагилни ако продолжиме по тој пат, бидејќи реално ги јакнеш апетит. Се покажа на терен, се покажа дека одејќи по паметот на Заев, Пендаровски, на Димитров, дека Шекеринска, губиш суверенитет, губиш идентитет, ги охрабруваш соседите да испорачаат идентитетски барања кои што ние ги немавме. Значи, ние немавме спор со Бугарија. Се создаде поради јасно декларирана слабост и подготвеност на владата на ДУИ и СДСМ се да испорачи Бугаријата. Се река, добро, ова е шанса. Супер, кога веќе нудите? Чекаме од 12-та година. Ева сега шансата на послужавник. Така. Многу лошо го одиграат. Но ги јакнеш и територијалните амбиции на албанците, значи може би не подолба на земја членка на НАТО, но многу реално, многу лесно можеше да се случи ако Србија издействуваше нешто во територијална некаква единица во Косово, утредента буквално ќе имавме во Македонија. Така да многу по кревки, нестабилни ќе бевме ако продолжеше тој процес. Сега гледаме дури например со покажување на одредено ниво на кичма, гледаме например дека добиваме доста позитивен, крајно позитивен извештај на Европскиот парламент. Нешто што сме немале порано. Така е. Гледаш дека те уважуваат, гледаш дека те... На 24 ќе биде извештајот така, Ти бидејќи го прифаќаат одложија барања, еднашка, да. го одложија еднашка, реалноста е дека бугарските европратеници вршат страшен притисок Добре, да се промени тоа е се, добре. амандмани летаат на сите страни, го обвинуваат господинот Томас Вајц за Македон, практично дека човекот е македонски платеник, нешто во тој Да, правец. како за
Зоран Талар што беше пора. Иако Како што Вајце- реално имаше платиници, нели? Така, иако Вајце, тоа ми кажавте пред Еврокомесари. емисијата, не бев толку информиран околу него, дека Вајц воопшто не важи за некој, не знам каков македонофил. Не бе, она како што зелените се трансформира, нели тоа е фантастична трансформација. Десничарите се против војна, а левичарите во Америка кои што беа да запре војната во Ирак сега инсистираат на војна во Украина до последен украинец, нели праќајте оружје, мора да се Што боре. нема никаква логика, ама добро. А пак зелените се, кој што нели голема вест беше кога Јошка Фишер како зелен министер за надворешни учествуваше во бомбардирање на Србија и Така така е. натаму. Зелените сега се апсолутно милитантно Милитантно крило. И меѓу другото, конкретно на Вајц, голем дел од работата, нели, политичката активност, како и на други зелени има, дека Орбан не чини, дека Орбан е лош, е зло. И сега по тоа, нели, јасно Диктатор, е дека тој деспот, не е све, да. пријател на Груевски, нели, на македонската влада, на Да. Мицковски, како што сакаат да го представат во бугарските медиуми, но гледа дека, нели, Македонија испорачува барања, разумни барања во рамки на, нели, почитување на малцински права, како што, нели, Бугарија рече во ред. Нема да имам ирационални етнички, идентитетски барања, има малцински барања во рамките на македонските закони и устав. Добре? Така е. Океј. И Мицковски вели, добре, ние имаме малцинско барање во рамките на бугарските правила, што се доста по-ниски, на доста по-ниско ниво на... Неспоредливо Да, пониско. да, но еве, тоа е стандардот во ред член на комисија за малцинства. Мислам дека тоа има стандардот во Бугарија. Но не сакаат ни тоа бугари. Некаков реципроцитет. Не, па гледаат дека би морале да го испорачаат некоја следима оваа логика, па сега одат повторно на идентитетските прашања на кои што доста слабо стојат и доста тешко им е да ги објаснат во Брисел и Страсбург. Така да, мислам дека и бугарски политичари признаваат дека ова е исклучително успешен, првичната верзија на извештајот е исклучително успешна за Македонија. Ќе видиме во која форма ќе обстои и дали ќе биде усвоена, но стартната позиција, значи СДСМ сака да представа дека не знам каков успех постигнала со тоа што Европскиот совет ратификуваше договор со Македонија за Фронтекс. Тој договор е да ловиме мигранти со тие лоши унгарци, лоши австрици, лоши словаци со нивна помош, со бодликави жици, да ги ловиме по Гевгелија и по Меджитлија. Дека Бугарија не ставила вето на тој договор, а тој бил ратификуван на македонски. Да, и тоа беше најголемиот успех во светот, И да. од тоа екстраполира дека Бугарија го прифатила македонскиот јазик. Неверојатно нешто, да. Ова е сега, например, порано во извештај на Европскиот парламент, ние инсистиравме се спомне зборот Македонија некаде, старите платиници известувачи како Зоран Талер ќе го вметнеа некаде, например, некои глупи реченици ќе структура македонската администрација покажа напредок или Macedonian Railroads, македонската железница, името на компанијата ќе го ставя пред промената на името, нели? И ќе кажат, добре, еве користиме придавката македонски и со тоа кажуваме дека ве признаваме како народ, таа се однесува на англиски за јазикот, нели, Macedonian, и ви јазикот сме ви го признал. Дури тоа беше многу за грчките европратеници, ќе пишете, вриште, тие се доста помоќни од бугарските. Апсолутно. Ќе го избришаат тоа од извештајот и, например, имавме ситуации преседателот Иванов да одбива да го прими извештајот, ако се сеќаваш. Ова сега, конкретно зборот македонски се користи за идентитетот и за јазикот. Многу повисоко ниво на успех во Европскиот парламент. Тоа покажува дека сепак работи македонската дипломатија во овој период, повеќе од тоа што можеби е видливо вака пред јавноста. Меѓутоа, бугарите имаат, се разбира, во свој раце многу сериозни карти, затоа што едноставно простата логика вели тие се внатре, ние сме надвор. Да. И втората проста логика е и натаму важи тоа правило за консензус максимален, иако се залагаат и германците и Не за извештајот може да помине. Извештајот ќе можеби ќе помине. Јас зборам за оваа работа со почетокот на преговорите и понатаму. Теоретски бугарите може да се изживуваат уште 100 години. Теоретски. Да. Сега во пракса е прашањето. Дали толку ќе се променат околностите реално за да речат некој да им каже на бугарите луѓе доста беше. Не, види, можеби тие сами себе треба да се кажат дека ова е навистина несватливо и неприфатливо, нели од позиција на бугарски национален интерес да има толку лоши односи со Македонија.
И да ги Мислам губите дека- и тие што се можеби и пријателски расположени да ги губите, апсолутно. Да ги бидејќи сметаа дека нели Заев ќе ми спорача се што сакаат на тацна, очигледно дека ги лажеше како све друго што лажеше околу него во партија, надвор од партија, во целото општество. И они сега тоа треба да го сватат дека патот, нели најбрзиот пат можеби не е најкраткиот, можеби не е најбрзиот пат до целта што си ја поставиле, туку напротив во случајов најкраткиот пат ги води до тоа да навистина сериозно да се нарушат односите меѓу народите, што навистина е Непотребно и регионална глупаво, катастрофа, регионална трагедија и за нас, и за нив, и за регионот. Може би мора да викаат да протестираат во Европскиот парламент едногласно сега се надеваат дека и грците ќе гласаат со нив против извештајот, не сум сигурен. Добро, грците извадија некои своји амандмани, ако не се лажам. Има националистички партии грчки. Но мислам дека грците целата ситуација се омекна до на не им е веќе приказна. Што е апсурдот, грците дури сваќаат дека под Заев нашиот идентитет толку се разградуваше и толку се губевме како субјект, што навистина може да се предвиди тоа нивно првично барање на сама распознатата изјава дека нели ќе не држат надвор од ЕУ и НАТО, да сме небезбедни и сиромашни, додека да се распадне државата и подели меѓу Бугарија и Албанија или мислам Бугарија и Албанија беше првично, иако варира и со Србија и Албанија. Мислам дека во моментов има страв дека тоа стварно може да се случи и потоа навистина да имате една окрупната Бугарија и една окрупната Албанија. Што не им одговара на нивите национални интереси. А може и интереси. завојувани некое време, бидејќи таа граница не е фиксна каде би била, па потоа нели кога ќе имаш две вооружени и националистички напумпани држави на север плюс Турција и плюс си имаш проблем самиот. Плюс со големи етнички малцинства, нели сите држави имаат етнички побарувања кон Грција. Што на пример би било, нели, тоа не е јасно зашто бугарските националисти не го отвараат прашањето за малцинствата во Грција. Максимален притисок на најмалата држава, никаков притисок на... Па тоа покажува малку каква е политиката на бугарите. Грција е не дека ја сакаат Грција, меѓутоа стравот е очигледно голем. Не, објективно многу неспоредливо полоши односи, да речеме, кон тоа што во Грција се вика славофоно население сега. Ако можат да придобијат македонци во Пустац да се изјаснат како бугари, зошто не се обидат во Грција? Па да, не би било. Значи ако предлог. Да, ако направиме вака еден сажет, како се вика, од целава оваа работа, произлегува дека добри ветрови можат да се почувствуваат, да не речеме дека одат не знам што, меѓутоа има простор навистина да се појават околности во кои што со трпение, со смиреност, со црста глава може нешто и да не бидеме катастрофичари, значи. Па тоа е, се навикавме на катастрофи. Не, тоа сега вие неколку дена поради Израел и нормално ни влијае на сите и поради Иран. Инаку првичната позиција беше дека САД ќе престанат да промовираат една опција која што ајде дури етнички ја промовираа, но значи го расформираа механизамот за креирање нестабилност и шарени револуции во регионот. Тоа се значи имаше Сарајево, Тузла гореше, значи не само Македонија, Србија веќе не броиме колку пати им го правеа тоа, Бугарија и правеа шарени револуции, направија ново политичко движење по нивен урнек, по нивна, нели, урбани граѓани, шарени такви протести за корупција, таков тип на медиум. Сам лесно ги препознававме кадрите во Бугарија што се јавија. Така дека ќе престанат да прават вакви интервенции врз база на нивната левичарска идеологија која што објективно гледана е навистина максимално забегана. Од економските прашања, расните, етничките, половите, нели, односите маж-жена, односите во семејството, значи по сите основи американската левица објективно гледано, значи стварно е длабоко забегани. Таа идеологија ти експортира на Балканот низ цел свет. Преку и сега ние имавме надеж дека Трамп, нели, и се уште може да имаме дека ќе престанат овие интервенции, ќе престанат фаворизирањата етнички, а дека политиката ќе се води, например,
на бизнис, на економија. Океј, може би личните бизниси на семејството Трамп, гледавме доста. И тоа го гледаме. Океј, ништо страшно. Ако, например, дел од пакетот биде да се развиваат енергетски ресурси, бидејќи ние тоа не го видовме од американците, барем да не експлоатираа како што треба да видовме рудници, железници, така е, барем да видиме тоа економски ќар некој. Па они прават патишта, ние да ги финансираме. Па мислам, каков експлоататор е тоа? Капитално богатата држава доаѓа во ресурсно богата држава, капитално сиромашни го бара капиталот, а не го користи ресурсот. Тотално контрадикторно. Ова со британците, сосема за крај, ова со британците би сакал ваш коментар. Направивме договор стратешки со Британија, која што се обидува на Балканот да врати позиции, ништо необично, тие се тука. Британците се тука многу време, со векови. Меѓутоа, ни придадоа значење, така да кажам, силни пари влегуваат, ќе правиме железници, ќе правиме болници, ќе правиме она, многумина се исплашија дека британците не даваат не пари, туку не даваат ништо, туку така и дека тука се крие некоја голема тајна. Има ли голема тајна? Види, голема вест за мене е дека не факторизираат, бидејќи како што зборував, нели, имаме два пати сериозна западна интервенција во Македонија да се срушат едните, донесат другите и засилат третите, нели, албанците. Ова е јасен сигнал на факторизирање на суверенистичката македонската политичка опција, национална опција, која што досега не сме виделе да е факторизирана или помагана на вакво ниво од западните земји. Но зошто? Позадината е зошто? Кај не, британци се во прашање апсолутно, делам, нели. Дека тие пари не даваат. Тоа веќе ни е влезено. Да. Веќе генетски во скепса, но тоа е веста. Тоа е во моментов тоа. Тоа е тоа што види, тоа требаше да биде некој нормален пристап кон Балканот, без фаворизирање на левите, без фаворизирање на еден народ наспроти друг. Ако Западот навистина му мислеше добро на овој регион, може би процениле конечно дека не можат да имаат нормални односи со оваа држава, со сепак земја членка на НАТО. И, нели, како што кажав, клучна за регионалната стабилност по својата можна слабост, по својата можен колапс во иднина ако не одат работите како што треба, дека не може да имаат нормални односи со таква држава ако не комуницираат со најголемиот народ. Тука и со политичката опција произлезена од најголемиот народ, која што докажа дека, што и да прават, како и да ја напаѓаат, не можат да ја уништат како политичка опција. Цветни Чилиманов, благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечерва. Прилично интересно, затоа што колегата Чилиманов навистина во детали ги познава околностите и во САД, и во Европа, и во целиот тој конзервативен естаблишмент. Се обидовме да објасниме колку што може повеќе во оваа емисија, во некоја прилика понатаму може и повеќе. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија, а јас ќе ви закажам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.